Почитувани гледачи, добар ден и добродојавте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Дечки, расположени ли сте ви? Денески имаме, нели, вака специјална чест да ни се погоди убаво време, така имаме сонце, а ќе бе одиме и на едно прекрасно место. Денеска, драги гледачи, ќе ве одведеме во светот, каде што се негуваат македонските традиционални вредности, на македонските народни игри и песни. Денеска ќе видиме гости во националната установа Танец. Дечки, знаете ли што се случува таму? Не сте биле до сега. Ќе ми биде посебно драго да ве одведам на едно место да видите каде се негува и на каков начин се негуваат македонските фолклорни вредности, така да доколку сте подготвени тргнуваме. Може? 3, 4, Драги гледачи, ова ќе биде возбудлива емисија, доаѓајте со нас. Ајде, дечки! Почитувани гледачи, дозволете сега да го представам нашиот денешен прв соговорник. Станува збор за прекрасната Светлана Чирич, со која што ќе имаме можност да поразговараме. Светле, добре дојавте во Супер Звезда. Благодарам, добро ве најдовме. Така, јас сакам да ви поставам едно прашање, и нашите гледачи ги интересира, да им објасниме што е танец. Танец е еден голем ансамбл со долго минато и огромно искуство. Инаку ансамблот Танец е професионален, еден и единствен во нашава држава. Ансамблот Танец значи има голема задача, големи одговорности да својата традиција и култура ја представи преку песната, музиката и играта овдека во своите простори во Македонија и надвор своите граници ширум светот. Значи, сега се наоѓаме на вистинското место кој ги чува и негова традиционалните вредности од музиката, играта, танцот, културата и носиите, може се? Апсолутно. И тоа спаѓа во сето тоа едно културно богатство. Еве, денеска во Националната установа Танец, нашето дружење го започнуваме со играорците. До мене се наоѓаат Катерина, Маријан и Јовица. Еве, Кате, здраво, Кате, добро дојдовте. Здраво, добре ни дојдовте и вие. Многу ми е драго, здраво за Маријан. Маријан, како сте вие, добри? Супер, одлични, фала. Еве го Јовица, Јовица, здраво и за вас, како сте? Се радуваме што сме тука, добри сме со вакви прекрасно друштво, мора да бидеме добри. Апсолутно, ви благодарам. Исто и ние во ваше друштво имавме можност да поживаме пред да почнеме да го снимаме овој дел, така да сакам да ги прашам дечината, дечки, како сте вие, кажете ми? Дали сте добри, а? Да. Ви имавте можност да видите малку како вежбаат игроците во Танец, заедно со нивните колеги од оркестарот. Убаво ли е тоа што го видовте? Да. Да, имате ли некој што би сакал некој прашање сега да постави, некој што би сакал некого да праша? Ајде да видиме, Злато, кој е твоето прашање? Колку пати неделно вежбаат? Супер, ајде, Кате, ќе ни кажете ли? Да, ние вежбаме секој ден од понеделник до петок во сите работни денови, вежбаме по 4 училишни сати по 45 минути, работното време ни трае од 9 до 1 часот. Секој ден ние мора да се подготвуваме за концертите кои што ни предстојат во текот на годината, на месецот. Како другите што одат на работа и си работат други работи, вие така си доаѓате овде и ова е вашата работа. Апсолутно, националниот ансамбл работи секој ден. Ние тука работиме за плата и меѓувреме уживаме во нашата работа. Ајде сега да ви поставам прашање, од кога постои Националната установа Танец? Па вака, значи оваа година ансамблот Танец ја одбележува 67 годишнината од своето постоење. Во бивши југословенски простори, кога се создавале и другите професионални ансамбли, значи ансамблот Танец е создаден во март 49-та година, каде што отпочнува и започнува под едно име како ансамбл за народни игри и песни на Македонија. Нешто подоцна во мај месец 1952 година ансамблот Танец значи прераснува, односно го добива оној епитет професионален ансамбл. И од таму тргнува приказната и еве денеска сега. Значи колку вработени имате вие во вашата институција? Нашава институција значи во моментот 87 се вработени, каде што станува збор административен дел, вокални исполнители, играорниот кор, оркестарот, значи музичкиот кор, се вкупно со се пропратни нели останати хигиеничари и така натака, значи 87 се вработени. Ова е една голема и сериозна институција, може да се заклучи. Навистина, да. Кажете ми сега, од каде името Танец? Што значи името? Кој е оној кој што го дал името? Има ли кум Танец? Па, според записите што ги има во архивата на ансамбл Танец, еве овде има една сликичка, значи тој е играорецот од првата генерација на ансамбл Танец, тој е Драган Петрушевски, на кој е кум на името на ансамбл Танец.
според записите во архивата не постои таков запис, зошто токму така он го поставил името. Но ја би се осврнала на еден истражувач, каде што во далечната 1909 година станува збор за Јован Хаджи Василевич. Во неговото време во истражување на културното творештво, на некој начин тој, истражувајќи ја орската традиција во долни полог, доаѓа до сознание дека самите форми на игрите што се представува танец, а додека моментот на играње е оро. Ајде, Јовица, да ве прашаме, еве вака и нешто и вас убаво ли е да се биде играорец? Се разбере дека е убаво, не дека јас сум член на овој државен национален ансамбл и не дека јас се занимавам со ова, меѓутоа вистински мислам дека подобро нешто од ова нема. Да негувате своите корени, да негувате својата традиција е стварно доблес на еден голем, чист, патриот македонец. Какви игри и ора до сега сте изведувале, еве да објасниме гледачите да може да знаат од кои се краишта, какви се... Значи, на репертоарот на Државниот ансамбл Танец имаме неколку кореографски постановки. Неколку, околу 50-тина. Во тие кореографски постановки се опфатени региони од цела Македонија. Значи, не постои, можам слободно да кажам, дел во Македонија кој не е застапен. Меѓутоа, се разбира, нашиот фолклор е толку богат што имаме уште работа. Значи, имаме уште работа на терен и мислам дека уште ќе збогатиме нашиот репертоар во ансамбл Танец. Со оглед на тоа што вие во годината давате многу концерти, се знае ли од почетокот до сега има ли некоја статистика колку вкупно концерти сте дали? Па вака во архивата се водат тие статистички податоци, се истражува, така да еве нека не биде она неофицијално, значи над 5000 концерти пред околу 6 милионската публика. Ансамблот Танец на некој начин кажува и не учи. Човек без свој идентитет, без своја традиција, без своја култура ќе биде изгубен на тој пат. Нема да знаеме каде да одиме доколку не знаеме од кај сме тргнале. Фолклорното творешто што низ вековите го создавал народот има длабоки корења во традицијата. Тоа е една значајна алка за идентитетот на македонскиот народ. Прекрасно кажано, ви благодарам. Благодарам и на вас. Продолжуваме понатаму. Нема крај на денешните изненадувања одека кои ни ги приредија вработените од Националната установа Танец. Сега, почитувани гледачи, еве дојдовме да поразговараме со пејачите, со пејачкиот кор, поточно кажано. Веднаш до мене се наоѓа Гоце Цоневски. Гоце, здраво, добре дојдола, супер звезда. Добро, најдов. Баш ми е драго што ќе имаме можност денес да поразговараме со вас, а тука е и Јана Илиевска. Илиевска, здраво Јана, добре дојдовте, добро ме најдовме. Како сте, Јана, добри? Прекрасно, со дечиња секој беше убаво. Така, дечиња, како вие тука, како се чувствувате? Добро. Или топло срдечно, Ептен? Да. Убаво сте примени? Да. Супер, ние имавме можност пред да почнеме интервју малку да се подружиме со вас и да видиме вака дел од она како функционира вашето секојдневие, па ајде сега да ги информираме и нашите гледачи. Гоце, ќе кажете ли во колку часот вие започнувате да се работат? Па да, работното време почнува од 9 часот наутро до 13 часот попладне. Доаѓате на работа? Доаѓаме на работа. За разлика од други што одат и што работат на разни работни места, вие што вие работите? Нашата работа е да пееме и да се припремаме за концертите кои што ни предстојат. Па поубаво можеше ли да биде ова? Нема поубаво тоа сигурно. Вие не треба ни бинго ни лото да играте, имате добиено 2 во 1, а? 2 во 1, така ќе му дојде. Фантастична комбинација. Да, значи денот го започнуваме со распејување во 9 часот, како што кажавме наутро. После тоа си, нели, ги планираме, ги работиме обврските кои што ни се планирани за следните концерти. Еве Јана да ја прашам, Јана, многу мина сакаат да пеат и децата пеат, и што од мале нозе, тешко ли е да се пее? Тешко сега. Треба да се има за се талент. Убаво е да се пее, но сепак треба еден вид на образование да се поседува и нормално талентот е најбитен, но и работата, 99% е работа, 1% е талент, така што сепак се што се сака, не е тешко. И овдека, значи, секојдневно вежбате со цел да останете во добра кондиција? Апсолутно, да, исто како сите останати, како спортистите и како сите за кои што вежбата е една најбитна работа, да кажам, за одржување во било каков тип на кондиција. Напорни ли се вашите концерти кога излегувате на сцена, по колку минути пеете или часови?
Зависи, значи цел концерт ако трае час и пол, ние имаме, ајде да кажем, некои 50% учество во целиот концерт, напорно. Се е напорно, но ако се сака, ќе кажем, се може. Со работа се постигнува. Прекрасно. Гоце, патувате ли некаде сте биле? Или во странство сте представували ли нашата земја вака во други држави? Па сме биле нормално на балканските, нели, бивши ѓу републики, низ Европа може да кажеме во Естонија, во Шведска, Полска, Украина, Словачка. Нема каде не Сме сте биле и преку океанските, нели, земји, Австралија, Америка, Канада. Кина е, Катар ќе го спомнеме како за прв пат пред 4 години мислам дека бевме во Катар и отворивме вратите и таму. Прекрасна, значи патување има, дружба и работа која исполнува. Што велат оние кои што доаѓаат на концертите на танец? Какви впечатоци оставате таму? Впечатоците се воодушевени, значи и на шинците кај што одиме и онаа публика која што не знае, воодушевени се. Значи посебно за тоа што нели, ово што го работиме е представување на култура на еден народ и се воодушевени од самата игра, од песната, од ората, од различните ритмови и од пребогатиот фолклор. Благодарам. Со вашите колеги од оркестарот разговарав и ги прашав дали се случува да ве вратат на бисат, тие рекоа дека многу ретко се случува да не ве вратат на бис, точно ли? Точно е, не памтам место каде што немало, значи бис, секогаш се случувало бис, а посебно е тешко да се освои туѓа публика. Секогаш македонците го сакаат сето ова, но најтешко е да се освои странецот и немало ситуација и ми се чини дека тоа е поголем успех од тоа нема. 2 пати минимум секогаш сме биле на бис. Колку пејачи сте вкупно вие овдека во танец? Во моментот сме 10 мажи, да кажам, и 5 девојки вработени. Со тоа што ова е задоволство и здравје. Би требало да се шири овој состав, се надевам. Девојки секогаш ќе недостасуваат, бидејќи би требало баланс да има, но здравје за тоа понатаму. Паралелно со вас пеат и оние кои што членуваат во игралната група? Значи, тие секогаш имаат часови по пеење, работиме, се што се работи овде како песна што е вклучена во хореографиите, се работи со нив, исто и тие пеат на сцена, но останатиот дел кој што е наша лична задача како на пејачки кор, не, значи тоа ние само го работиме сами за себе, каде што имаме и самостојни концерти. Сега играорците понекогаш пеат, а вие понекогаш играте? Не. Случило така. Не се случило. Одлично. Гоце, сакам да ве прашам, со оглед дека танец е национална установа која што се грижи за македонските традиционални вредности, културата, музиката, играта и песните, да објасниме нашите гледачи, какви песни пеете ви? Какви песни? Ќе кажам стари македонски, нели? Песни кои што не се популарни или не се познати во јавноста, се трудиме секогаш да најдеме песни испеани од нашите баби, ќе кажам, нели, да ги вратиме, да ги оживиме и да ги презентираме на публиката на таков начин како што они ги оставиле, на време. Каде ги наоѓате песните? Значи песните може да ги најдеме одејќи по терени, како што кажа претходно, значи од нашите испеани од нашите баби, исто така од старите снимки или плочи кои што се оставени од танец, кои што се снимани, имаме тука сопствена архива. Значи исто песни кои што не се отпеани, ги враќаме на репертоар, значи да го доловиме звукот и сликата на танец која што била пред многу години. Еве, дечињата сакаат ли нешто да прашат да видам? Не? Немате ли? Да, повели Злато? Еве имаме едно прекрасно кукличе. Кој е твоето прашање, Злато? Јас сум Анастасија и сакам да прашам колку често имате настапи. Ова е убаво прашање, Анастасија. Јана, колку често настапувате? Значи, зависи од периодот, но да не претерам, ајде некаков просек низ годината да извадиме, па еден неделно сигурно имаме, да не претераме, но сепак ми се чини дека во зависи од периодот, тоа доста згуснато, процентуално годишно не можам, значи да кажам статистички точно, но сепак многу често според потребите и според концертната програма на самиот ансамбл. Убаво ли е ова што вие го работите? Преубаво. Уживате ли? Љубов, ова е задоволство, апсолутно музиката е љубов. Да не се лажеме, секој тоа што го работи треба да го сака. Јас мислам дека повеќе од се уметноста е нешто што навистина со љубов се работи, се сака. Благодарам, Јана. Гоце, уживате ли вие во вашата работа? Нормално, значи како и сите, мислам, колеги мои вработени, и јас лично уживам и задоволство ми е да бидам и како член хорист и како раководител да работам со моите колеги и задоволството е преголемо. Ајде сите да ги прашам, уживате ли во тоа што го работите?
Посебно ми е драго и ние денеска имавме можност, почитувани гледачи, заедно со Супер Џедите да го видиме тоа. Некој крева рак, да видам. Ајде, Злато, имаш прашање? Повели, кое е твоето прашање? Колку пати неделно имате часови или секој ден? Сега збориме, значи, за вежбите, предпоставам. Значи, дали секој ден вие вежбате вака? Точно да, од понеделник до петок сме на работа, како што спомнавме, од 9 наутро до 13 часот. Плюс си работите по некоја сабота, недела, на празник. Тоа зависи од концертот кој е, да. Зависи, нели? Да, некогаш кажавме и концертите се во празници, во саботи, во недели, така да мора да се работи и тогаш. Злато, ти мислам дека имаш прашање. Така е? Ајде да пукне, брзо. Кој е твоето прашање? Моето прашање е дали работат за време на државните празници. Пред малку некако и го Тоа го одговорив на кажавме, тоа да. прашање. Да. Работиме. Работат танец и кога има празници, и кога е сабота, и кога е недела, работат и од понеделник до петок, значи работат ностоп, ама работите и кога е ладно и кога е топло. Имате настапи и понекогаш, нели, и надвор. Апсолутно и надвор се случува да имаме настапи и според тоа, нели, се одбира пригодна носија за да и на нас не ни биде ладно. Така, за да можеме да се стоплиме. Ета, значи има многу прашања кои што би можеле да се постават, но јас предлагам тука да направиме една кратка пауза. Се согласувате? Да. Ете, да направиме пауза, да им пратиме бакнежи на тие што не гледаат, може? И многу љубов овдека од Националната установа Танец. Ние, почитувани гледачи, сега правиме пауза. Опа, шо е сега ова? Знаете ли каде се наоѓаме сега, а? Во депото за народни носи. Убаво е овде? Еве ги пред нас, можеме да ги видиме, да ги допреме. Како ви се допаѓаат? Вака биле облечени порано нашите баби, прабаби, чукун баби. Се враќаме во разговор со Катерина Кузмановска. Кате, како си сега, кажи ми, добре? Супер, опуштено. Да, ајде сега имаме уште некои прашања кои би сакале да ти ги поставиме во врска со носиите. Супер Џедите се наоружани со прашања, така? Кој прв ќе постави прашање да ја? Ајде, еве, оваа прекрасна котличка, повели. Колку е тешка една носија? Колку е тешка една народна носија? Благодарам. Ајде, Кати, ќе ни кажеш, тешка ли е народната носија? Па, за кого како? Носијата е тешка некаде од 3 килограми, со она што излегуваме на сцена, па се достига до кај 8 килограми, меѓутоа македонските народни носи и невестинските можеле да достигнат тежина и до 15 килограми. А зошто е тоа така? За да се види невестата колкава тежина ја очекува понатаки во животот. Значи не биле скроени само од платна кои тогаш биле тешки, туку имале, носеле на себе и пари, нели? Така, биле накитени со многу украси, со многу пари, меѓутоа и самата носија како носија комплетно за невестинските со повеќе облековни елементи и била многу тешка. Еве научија нашите гледачи дека една невестинска носија можела да тежи дури повеќе од војничка униформа. Продолжуваме понатаму. Следно прашање кој ќе постави? Може? Да, повели, Злато, кој е твоето прашање? Моето прашање е дали има детски носи. Дали има детски носи? Убаво е, Кате, има ли детски носи? Така е, постоеле и детски носи, бидејќи онака како што се облекували возрастните, морале да се облечат и децата. Тие се по ист крој како и возрастните, меѓутоа со помали везови, помалце навезени, постојат и детски носи. Здраво, јас сум Андреј, сакам да прашам колку народни носи имате. Колку народни носи, да. Колку имате кај вас? По тука имаме околу 500 комплети на народни носи, можеби нешто повеќе, меѓутоа од прилика околу 500. Значи има многу, 500, па тоа е една импозантна бројка, супер. Гледате какво богатство се чува овдека во Танеца. Многу прашања, ајде да видиме кој следен, повели, Злато, кој е твоето прашање, само кон камерата. Дали овие носи се оригинални? Убаво прашање, оригинални се или се правени подоцна? Какви носи имате ви тука? Најголемиот број од носите кои што ги имаме тука се оригинални, онакви какви што се носеле тогаш, некогаш од тоа време се. И имаме можеби некои делови некаде каде што не можат веќе да се пронедат, мораме да ги изработиме, меѓутоа по урнек, по примерок на она што некогаш бил. Така, мене ме интересираше овде како вас во Танец, кој ги изработува носиите? Па во Танец ние главно ги реставрираме или евентуално се дошиваат некои делови, имаме оддел каде што се шијат, имаме шнајдерка која што ги работи тие, ги реставрира, ги одржува носиите. Колку убаво, прекрасно. Ајде, одиме понатаму, повели, Злато, мало, кое е твоето прашање? Здраво, јас се викам Анастасија, моето прашање е од каде се носиите? Благодарам, Анастасија. Катерина, од каде се сите овие носи? Од кои се краишта од нашата држава потекнуваат? Па ние тука имаме носи од сите региони, од цела
и административна и етничка Македонија. Значи од Скопско имаме од Скопска Блатија, Дебарско поле, Мијачка, Долен полок Тетовско, Гевгелиско Бојмие, Овче полска носија, надвор од административна Македонија, Леринска носија. Значи од сите региони на Македонија имаме носии. Огромно богатство е собрано овдека, нели? Така е. Самите ваши настапи не се само ревии на игра и на танц, туку и ревија на носиите, нели, кои што ги носеле прабабите и прадедовците порано. Така. Меѓутоа, така. Танец, вашата задача е да не вратите во времињата на назад, нели? Така е. Готово, доаѓаме на следниот концерт, така? Ајде. Кој ќе го постави следното прашање? Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Јана. Моето прашање е од што е составена една народна носија? Прекрасно прашање. Ајде, кате да видиме, од што е составена народна носија? Па јас ка зборувам за женската носија, од што е составена, бидејќи се најатрактивни. Еве пред нас тука имаме наредено една женска носија од Скопска Блатија. Секоја носија мора да има кошула. Еве тоа тука е кошулата. Потоа мора да има елек. Имаме разни од разни краеви, разни елеци кои што имаат и други називи. Овој ни е елек од Скопска Блатија. Потоа се става појас. Имаме скутина, која што во овој крај од Скопска Блатија се вика вута. И на крај мора секоја жена да биде покриена на главата со марама. Ова е марама, таа ни е изработена врз основа на урнек од Скопска Блатија. Значи, ова е една народна, не невестинска, како што кажавме. Невестинските се поразлични. Невестинските од Скопска Блатија се поразлични и се многу побогати од овие. И сите краеви си имаат различни видови на носи? Така, секој крај се разликува и се сосема различни, како да сме на друго место поедени. Еј, колку интересно, какви инспирации имале нашите баби низ годините на назад, па еве какви се чуда правеле. Сите овие работи тогаш, нели, немало како, морале рачно, предпоставувам, да се работат. Па рачно, немало продавници за да појдат да си купат облека, морале сами да ткаат, сами да везат и да направат носија и за себе и за целото семејство. Замислете дечиња како им било на бабите. Тогаш морале да одат, да шишаат овци, да предат волна, да прават конец, да земат, потоа да земат да го ткаат, па на крај да кројат и да успеат да направат нешто вакво. Гледате ли колку морале да бидат вешти за да можеле да произведат една ваква народна носија? Имаме уште прашања? Ајде, повели Злато, само кон камерата, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ема и сакам да прашам која е најстарата носија? Прекрасно прашање. Има ли некоја вака носија што е најстара, да? Поседуваме, па ние имаме конкретно парчиња кои што се постари од 150 години, меѓутоа тие се тргнати на страна и се ставени во прва категорија, веќе не може да се најдат на теренот. Меѓутоа постари носи, едни од постарите со кои што излегуваме на сцена, стари околу 100 години. Еве тука јас ги издвоив две. Ова е мијачка носија од река Мијаци и ова е од Дебарско поле носија. Во нив ние го играме невестинското и се едни од постарите носи кои што ги имаме тука во депот. Имаме ли сега уште некој прашање за крај? Оваа згодна девојка ќе постави, дојди Злато вамо. Ајде кон камерата, кој е твоето прашање, срце? Моето прашање е како ги пазите носите да не се оштетат. Супер. Со оглед дека ги користите, настапувате со нив. Како ги чувате, каде ги чувате, како ги пазите да не ви се оштетат? Многу е важно, еве тука нас ни ги одржува тетка Лиле, ни ги одржува овие носи. За носите е потребно да има одредена температура, мора да бидат во темни простори и мора да се одржуваат, постојано се ставаат средства за да не бидат оштетени од некакви инсекти кои што ги напаѓаат овие ткаенини. Меѓутоа тука е тетка Лиле да се грижи за нив и да ги одржува. Браво за тетка Лиле, еден голем аплауз за ова депо на народни носи, каде што си изнагледавме работи кои немаме можност да ги видиме на ниедно друго место, почитувани гледачи. Имаме уште едно прашање за крај, како што мислам? Да, уште едно, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Дарија и моето прашање е како ги плетале косите пред да искочат на сцена? Еве, толку и демонстрираме сега. Така, еве сега две од нашите девојки кои што играат, кај ни демонстрираат како ние се заплетуваме. Мораме да имаме малку подолги коси и користиме природни плетенки кои што се правени од природна коса за да се заплетат, за да не биде косата подолга и да ни се гледа убаво под марамата. Сега овие две девојки ка заплетат две од вас да видиме како ќе изгледа вашата заплетена коса.
Јас тука предлагам и да направиме некаде крај на овој прекрасен разговор и од ова сега научивме дека овдека во танец нема импровизација. Па нема импровизации, мора тука стрикно, правилно да се работи по одредени правила. Тоа се на највисоко ниво, нели? Така е, мора да биде високо нивото, како што е професионална куќата и ние треба професионално да работиме. Дечки, еден огромен аплауз за танец, да ни видите живи и здрави, ви благодарам многу за ова наше дружење, а сега ќе направиме кратка пауза. А сега, почитувани гледачи, имам посебна чест и задоволство да го најавам човекот кој е мој личен пријател, човекот кој е музички виртуоз, човекот кој е светски уметник, дами и господа, Зоран Џорлев, директорот на Националната установа Танец. Џорлев, добре дојдовте во Суперзвезда. Уште подобро ме најдов и ме најдовте. Така, баш ми е драго што имаме можност да снимиме една ваква заедничка емисија. Многу ми е драго што денеска не примивте да бидеме специјални ваши гости. Морам да кажам дека фантастично си поминавме. Дечки, го делите моето мислење? Поминавме лудо и незаборавно? Да! Секојаш ли е вака весело овде кај вас? Па кај нас не смее да биде подруго, нели? Во секој случај, прво многу ми е мило што гледам прекрасни деца, ние имаме во последно време многу посети тука, од кога нели отворивме нели оваа просторија, така да не посетуваат и ученици од основните училишта, имаме од културно-уметничките друштва, а денес ми е посебно мило што сте вие тука со Суперзвезда и што ќе може ова да го споделиме со целата ни наша јавност. Супер, денес Македонија и веќе има можност да дозна и ова нека остане како сведоштво за во архивата, значи на македонската телевизија, да можат и останатите генерации да видат каков бил танец во моментов во оваа 2016 година, што се случувало тука и да видат зошто ние си поминавме волку многу убаво денеска. Имате ли прашање? Кој ќе поставува прашање? Ајде, Злато, кој е твоето прашање за Чичко Зоки? Дали е тешко да се биде директор? Ова е убаво прашање. Ајде, Чичко Зоки да ни каже дали е тешко да се биде директор? Тешко е. Значи, секоја одговорна задача е многу тешка. Бидејќи вие знаете кога ќе имате некоја задача едноставна да ја завршите, ако не сакате да ја завршите, ви е тешка. Меѓутоа, она што го работам јас е тешко, ама не ми е тешко од друга страна, бидејќи сакам да го работам ова и го работам од срце и од душа, така да кога се сака нешто не е тешко, меѓутоа е тешко да се работи, затоа што одговорноста имам кон сите овие вработени што ги видовте, така веќе секој морам да знам што прави во одредено време, што сработил, колку сработил и нормално сето тоа треба да го исконтролирам и да кажам дали е тоа добро или не е добро. Зоран, благодарам. Ајде да видиме следно прашање, кој ќе постави? Ти крена рака пред малку, Злата, кој е твоето прашање? Само кон камерата повеќе. Јас сум Нини, сакам да прашам дали многу ви е тешка работата. Зборевме дали, значи колку е одговорно, што се правите со танец, напорно ли ова што го работите? Генерално имаме нели она програма која е зацртана преку од министерство, што ја даваме во Министерството за култура. Имаме проекти кои што ги мислиме сега за следната година. Овие проекти кои што ги работиме во тековната 2016 ги смисливме минатата година, што ќе работиме оваа година, сега размислуваме што ќе работиме за идната година, така да мора да смислиме многу работи однапред, да ги предвидиме. Сега има непредвидливи некои ситуации како турнеи, гостувања, кои што нели треба да ги изработиме онака како што треба, бидејќи танец како единствен национален ансамбл од овој вид во државата мора да го покаже сето она на најголем професионален начин и она што се очекува, така да одговорноста е многу голема и не смееме да се посрамотиме, посебно кога се работи за публика, каде што танец за прв пат настапува, а тоа последните години многу го имавме и она нашите немири гледачи го има можност да го видат нели преку медиумите и сме многу горди на тоа. Ајде да им објасниме на нашите гледачи и родителите што не гледаат. Што е танец, зошто постои една ваква установа? Која е незината функција и улога во општеството, поготово од какво значење за Република Македонија? Да упростам, јас постојано велам, сигурно дискутиравте и со дел од моите нели колеги доле кои што играчите, нели пеачите и музичарите, меѓутоа јас ова вака ќе го упростам. Имаме екипи мали во спортот. Јас тоа би го споил вака, во спортот имаме мали екипи кои што се такмичат нели на локално ниво, регионално ниво и така натаму, па чак и на републичко ниво. Тие се оние културно-уметнички друштва, мали фолклорни здруженија и така натаму. А имаме и репрезентација една единствена, која што ги собира најдобрите нели од Македонија и се ги брани боите на Македонија. Танец е тој, значи танец е репрезентација
во фолклорот на Република Македонија. И затоа е единствен ваков национален ансамбл кој што ги собира најдобрите. Тука работат, нели, како што сигурно знаете, запознаени сте, работат за плата, не доаѓаат тука од хоби, истото што го прави, нели, македонска опера, балет, филхармонија, така да и ние сме рамо до рамо со тие колеги, сме национална институција кој што мораме ние пак да ги браниме боите на фолклорот, а останатите кои ги спомнав ги бранат боите, нели, за она што го застапуваат, нели, во нивната сфера. Во Македонија и пошироко вие сте познат, вие сте музичар кој што со години е посветен на ова што го работи. И што ги им кажете на сите оние дечиња што сакаат да се занимаваат со музика? Имаме и неколку од овие дечиња овде веќе кажаа дека некој од нив го свири токму вашиот инструмент виолина. Еве што ќе им порачате на сите оние кои што би сакале со тоа да се бават во иднина? Прво, кога ќе се бават со оваа работа, благородна работа, морат максимално да се посветат на тоа. Значи, талентот е 2-3-5%. Може би некои викат битен е талент, меѓутоа најбитна е работата. И колку ќе се посветиш на таа работа и како ќе се посветиш. Тоа исто како ќе земеме сега денеска да учиме, ако земеме да учиме, уствари ние читаме и после еден саат ништо не си научил, си прочитал, онака, поминало низ главата. А ако се посветиш тој еден час, на вистина да работиш како што треба да работиш, ќе биде многу ефективен и ќе има резултати. Така да, еве, ќе им дадаме еден ум на сите оние и совет кои се бават посебно со свирење на било каков инструмент, дека мора, кога ќе седнат да вежбат и да работат, да го посветат максимално внимание, и време на сето она што треба да го сработат, а не да го поминат само туку така. Да го прошвргат, што викаме, нели? Зоки, ти ако си директор, секојдневно вежбаш ли виолина? Да, тоа ми е како храна, како што моја душевна храна, да. Сега за жал некогаш има многу малку време, да речеме. Тоа е срамота да кажеш дека имам само 40 на минути да ги размрдам прстите, меѓутоа и доволно е отколку денеска да не го фатам инструментот, нели, ќе се вратам некојаш касно уморен навечер, меѓутоа обавезно морам да го земам инструментот и да посвирам, да се подржам со мојата драга виолина, нели? Јас кога дојдов овдека за прв пат и кога влегов во вашата канцеларија, затекнав таков еден фантастичен, пријатен и убав амбиент, затекнав во позадина една фина, благородна, традиционална македонска народна музика која тивко свираше и она што можев јас да го воочам уште во старт е тоа дека вие вашата работа работите овде со многу љубов. Во право ли сум? Токму така. Вообичаено е да уметноста се работи со љубов и ќе се води со многу, нели, она, како да кажеме, позитива, сето она што го сработиме, резултатите ќе бидат позитивни. И точно е дека максимално се вложувам тука, танец го сметам како второ, нели, семејство, бидејќи најголемиот дел од времето го поминувам тука. Се откажав од многу работи, како што велам, нели, го намали времето на вежбање, на мојата, да речеме, лична кариера и така натаму, за да можам да направам нешто повеќе од оваа институција, бидејќи посебно во нашата работа не треба ние да зборуваме за себе, треба да ги оставиме нашите дела и сето она што сме го направиле, тие да зборуваат за нас. Така да, и тоа ми е мотото цел живот што го правам, па и мојот татко така ме воспита, го правам сето тоа што го правам, нели, и се надевам дека го правам многу успешно, бидејќи освен љубов, го вложувам максимално моето време тука, а и моето семејство знае колку сум посветен на сето тоа што го правам тука. Дечки, како си поминавте денес? Супер! Беше ли лудо и незаборавно, а? Почитувани гледачи, ова е за среќа само првиот дел од нашето денешно дружење. Во Танец остана уште многу работи кои треба да се слушнат и да се видат. Затоа ќе бидеме ли повторно гости? Да! Доаѓате ли пак со мене? Да! Почитувани гледачи, во една од наредните емисии се враќаме повторно овде во Националната установа Танец, бидејќи навистина остана уште многу работи кои треба да бидат откриени, а до тогаш бидете живи, здрави, весели, среќни, сакајте ги мама и тато и гледајте што супер звезда. Ајде да им пратиме бакнежек и да им афнеме на сите наши драги гледачи кои што останаа денеска со нас во оваа специјална емисија. Чао, пријатно до гледање, се гледаме во наредната емисија. Чао!